Метрополис, број 1 радиомрежа. Денес сме 13 јануари, 13 петок. Се надевам дека не сте суеверни, нели го кажуваат овој ден како лош ден, 13 петок се случуваат лоши работи, инаку е празник, Василица, Марко моментално ни се крсти. Кога сме кај Марко, најхаризматичниот, најдобриот, најпопуларниот водител, најоткачениот и јас стварно ти се дивам затоа што ваква појава дефинитивно треба во Македонија. 500 евра да се раздушам на камерманите, да се раздушам и чао пријатно. Welcome to Macedonија, тоа е да. Како си ми? Одлично, мора да признам, супер. 13 јануари, празлично расположени. Стара нова година вечер славиме, дочекуваме, мислам, поголемиот дел од луѓето меќе се чекам роден ден. Да, тебе ти е 14 јануари. Интересен е фактот што и на 14 јануари ја запроси твојата жена. Точно така. Да. Да, морав. Сметам дека тоа ќе ми биде најубавиот поклон за роден ден. Шала на страна, сериозно, решив тоа да го направам така, или викам џа, или ќе имам убав поклон за роден ден. Или ќе пробам да го заборам роден денот. Да славам више роден ден. Не, торта ќе ти даде нешто друго вечерта, така ли? Така. Да. Ајде, чао, си отиде од клубот на Ергени, да, нашиот клуб, влезе у клубот на женети. Како се снаоѓаш у тој клуб? Еле, за тоа ќе треба жена ми да прашат. Ја сум убеден дека добро се снаоѓам. Добро. Садови, Тома си миеш. Да, тоа сам да кажам. Ја перам садови, ја усисувам, ја пазарам. Таксито сум јас по дома, супер. Да. Мислам дека добар се покажа. Добро ми стресирал одма. Говоравме за емисија, ми кажуваш треба да носам жена ми на работа, све иначе ти си правиш. Ти не мора седим, каже се. Да, не кажувам се, има и други работи што ги кријам. Тебе искрено, зашто се одлучи за тој потек? Значи 30 години си живаш, викаш, Сам ме забаваш, така, 41 година имам брат која се оженив, доста беше. 41? Мислам дека више време дојде. Не знам, конечно си ја најдов жената, девојката, да, сродната душа, се и викам не се пропушта оваа шанса, Марче, ја патив за гуша, какао, и викам на дома да седиш од сега и изложам се. Да, обратно да не беше. Како јако да седам дома сега. Абе, кога ги свршиваш овие домашни обврски, ти вика дај побрзај. Леле ми вика. Да. Ми вика со таа разлика што во дај побрзај, на времето бев платен, за ова не сум платен. За тоа не си платен, инаку он е познат во неговата емисија, од Лелеко. Моје време ја бев дете, ја памтам. Леле, да. Дај побрзај. Колку правиш утре? Утре правам 43 години. Значи ти си 79. 80 јануари. 80, да. Математика кец. Гајле, што ќе ја математика за години. Дали знаеш колку години имам јас? Колку ми даваш? 24. 20. Јас сум 2002. Шо збориш? Да. Муабето, татко можам да ти видам. Стварно? Не. Ја можам да ти видам, оној откачениот Вујко. Знаеш, те Вујко, онака немам Вујко, така да може, да. Се што ти дозвола да направиш. Кажи ми за твоите почетоци. Моите почетоци бра, прв пат кога се појавив на телевизија, воопшто 98 година реклама за тогаш. Не сум бил роден јавни телекомуникации, да. Тога за прв пат се појави, па снимив после уште неколку спотшиња, спотови за, не знам, кој за Ребека беше, за Маја Панчева, мислам, дали Тозановска Панчева. И уште некој, како и да. И ме викна другарка да водам игри без граници, такви заебанци водени игри во градиште, да. Игри без граници, проектов на Томато. Да, на Томато на времето, точно. И поздрав до другар ми Бане. Поздрав до Бане. Се знаеш со Бане? Да. Не ме фаќи за јазик, молим. Сите си го знаеме, Бане. Си го знаеме, Бане. Реков другар ме стварно. Не бе, другар ми е. Другар ми е. Се видовме последен пат 2022 февруари. Едини пат да не ме части у кафана, обично секад ме части у кафана, овој пат не ме части у кафана. Да. Сега последен пат бев у Палма, си къснав и кола. Со Бане, да. Пред неколку месеци. Супер бе? Да. Пак ветува, шо ќе се собере? Само ветува не исполнува. Ќе си ветуваме сите на маса, так, ја ти ми ветуваш он највише ќе ветува од сите. И највише ќе части. Да, и кажи бе ти за игри без граници. И нема везе, ме видео таму од Томато, тога Слајан, мора да признам, Слајан беше дечко тога што ме примети ме виде, се уште неколку и тони камерманот ово не решија да ме викнат. За да побрзе да ме пробаат, зашо да ме пробаат како звучи што беше. Океј. Претходниот водител си отишол, нешто паш беше Владимир, се вика дечкото, мислам, да, Владимир.
Абе, ајде, кој го Како е? да кој го е, не можам така да ја друга. Јас се кажам, ајде. Не го колку боли за мене гаранта, ама како и да е. Добро бе, да. Он си отишел, ајде да пробавме, упали работата и тоа беше тоа. Искрено, тогаш никогаш во животот мора да признам дека не планира водител да бидам цело никогаш. Си имал онака други амбиции за животот? Да, други, сакам да бидам на 90-ти почнав на бубњеви да свирам, имав бендови неколку, свиравме свирки и држте, и доке таму крај на 90-ти ме држеше тоа, сакав да бидам бубњар. Музичар, со бендот тука. Добро, ака свиреме- личиш та бумњар. Фала брат. Thank you. Исто како мене, ја за пример цел живот доктор направив 18 години, станав клошар, водител. Така да се разбираме, водителите сме најголеми. се разбираме. Знаеш што? Да, најголеми водители сме ние. Да, не, случава пред некое време у диско запознаме на спонзоруша и ми вика, еј ти водител ово она, кој сте вика вие каков живот живеете, пари ово она. Кажа, ја мене... Абе клошари сме. Таксиста еден вика, марче, за квизот, колку зимаш? Ја друже, дај не заебаве се со мамето, срамота да го правиме. Добро ми, кајде, не е битно, колку, кажи ми само, зимаш ли поише од 10.000? Кам зимам поише од 10.000. Ама евра. Да, ама ваки ми се ври, Ама брат, ја да зимав 10.000 евра, чекај, појгам другари, ја да ти кажам, ја да зимав 10.000 евра, не со тебе да се позам да ти е. Глупости. У такси кршедно, 10.000 евра, само можам да санјам да зимам месечно. Еј, топ ке бидем. И за мене извиште неколку Вери, ти си одличен водител, водиш добри и гледани емисии. И не сум исто платен. така, Се зезам. Јас сум Тоа сум платен, платен, да. така да ќе тераме подобро. тераме, тераме. Ја верувам во подобри денови. Ти? Ја не, добри ми се мене сега денови, мене ама ми се. верувам во уште И мене подобри ми се. денови. Така. Така, кога ќе може Кога да сме- се живее од ова. Кога сме кај добри денови, кога сме кај добри денови, го спомнавме Бане Томато. Да. Ајде тој период се дај побрзај тие емисии, твои почетоци, оние игри на среќа, ти тектува ли ги памтиш ли тие денови? Памтам. Како да не ги памтам почетоци ми беа, со ден побрзо ми беше едно ново искуство брат и многу јако, зашто за прв пат се соочив нели директно со луѓе, бе, со да, камера да. и на улица да функционираш и беа малце подругачи времињата, тоаш луѓето беа малце поопуштени од една страна, од друга страна па бега од камери и беше забавно. Сега се привикнати од една страна и за едното и за другото, научени се луѓето да ги има нели на социјал медија, што Да, од една да, страна да. е веќе како нели медиум е, не е како медиум. И не знам полека со текот како поминува годините, како се појавуваат социјалните медиуми, така полека опаѓаше некако енергијата за таа емисија и ја тргнавме после 2009 некаде така беше. Што правиш периодите кога на пример не снимаш ништа? Чмаам, брат. Чмаам буквално во Дома, а гледам дома у што руката телевизор. ти стои мирна. Да. Добро. Кога немам работа, најчесто вежбам. Идам во сала со другарите, вежбам, Исто, возам точаче, тоа ме, не дека нешто посебно. Имаш пороци, пиеш, пушиш? Порано, се прави што може човек да замисли. Ке се навратиме ние на таа тема. Еве кога сме ке минатото, кажи ми, имаш работени во Метрополис радио? Да. Сказалки си ја водел емисијата? Да. Да. Кажи ми за тој Интересно е период, беше, пред 4-5 супер период. години. Па мора да признам Јас сум Метрополис. прва година средно јеботе отац. Да, тогаш. Да, прва средно сум бил. Прва средно, браво. Да. Јас сум го слушал Метрополис у кола тогаш. Профи, Така брате, да- добри години се уживај сич знаете. Да. Супер искуство. Метрополис ми беше првото така посериозно радио искуство. Претходно има прочепкувано во ова радио, во она радио, ама сето летечки краткорочно. Тука за прв пат се соочив онака да доаѓаме да терам нешто на радио и многу добро искуство ми беше. Сериозно, тога се заљубив Да. во радиото. Исто, ја во Да, Метрополис нели почнав пред скоро една година. А кажи ми брейк. Како ќе го опишеш брейк во 3 збора? Инаку брейк е собственикот на Метрополис радио. Во 3 збора. Со еден мора ми се. Еден и пол. Да, со 3,5 збора. Легенда од моето време. Па го мислев, додека не прашував, го мислев што да кажам. Легенда од твоето. Ама време. сериозно што. Ја Вие тај да го генерација памтам, сте се од- Не, малце постар од мене и Да, знаеш 3 години. Тоа на времето си дека растевме, сакаме мангуп и ко брек да биде. Так беше мангуп на времето, уште е. Уште е Да, мангуп. уште е Уште е, мангуп. стварно е шармантен И дечко, ти- така да, ти да. викам. Така некако не беше. Легенда. Да. Легенда си да сакавме да изгледаме како брек, да ова, да она. Бане Жени- Томато или брейк? Кој ќе го одбереш? Бане меморија или брейк? Абе, зашто Дарко. со женски две не ме пражат, зашто мушки Има двајца женски. ме пражат. Има, не, сега зборам за Со бане и соработници. брек. И сега зборам за соработници. За соработници? Да, бан или брейк? Ау, сега период брек. Исто, исто.
Добро, како што реков, ти после Метрополис работиш во Лидер радио. Да. Какво е твоето искуство тамо? Абе, добро. Океј, само не се пронајдов во концептот на радиото. Ти фали Метрополис, најдобро радио. Тука се лепев со сказалки, после појадок како беше Петар појадок и пауза. На Маја Казакова емисијата. Се лепев после нив и целата публика што слушачите останува Не, стане го, мораш, ова. Камера го фаќаме, тренер се аре на мене. Како се видам ова гостина да е пооблечен од домаќинот. Така. Повеќе ќе ми стенди патиме за внимание гостите кои ќе доеме, па требаше деколте да облечем. Да, ви. Кажи ми бе ти за Лидер радио. Нема везе да политичко радио е, брат. Не сум мојот концепт на функционирање не е. Да. Планираш да си одиш? Од Лидер? Да. Па не сум веќе во Лидер, си стои само на на Инстаграм си го веќе неколку ставаш. месеци, веќе неколку месеци не сум зашо искрено не припаѓам во концептот. Не, окей си беше. Окей си беше? Да. Не можам да кажам за да не ме кара Да, се те затворам, знаеш како разбирам, ама да. окей. Ништо кај нас не е окей, ама. Ништо не, окей, ама ќе биде. Не пиштало да се пукаме. Да ништо не. Имав еден познат човек, ајде сега да не го кажувам, вика... Се уби. Не, после мене се уби. Вика, ќе биде. И стварно испадна. Како што реков, утре е 14 јануари, односно твојот 43... Боле беше од 23. 23 роден ден на Марко Новески и после овој краток джингл ќе следува една специјална игра, односно изненадување за Марко. Ќе видиме джингл. Метрополис, број 1 радиомрежа. Како што реков, 14 јануари твојот 23 роден ден. 13. Лажеш и да се радувам сега. Една мала пажња, да си ми жив и здрав. Фала ти, брато. Голем да ти да растеш. И тоа може и другото бе, зашо? Ќе ја прашаме, како се викаше ЦЦЦ? Ништо не Цена, пречи, цена, ништо не прашам. пречи. Се дознаат многу работи. Еј, упичкомата. Ова ти е една мала пажа, еден подарок, едно специјално изненадење од мене и Метрополис продукција. Парам! Ќе играме да... Оу, фантастичен! Ќе го јадеш, Марче! Една специјална Колку да ги игра. знаеш? Овде имаш, јас премив... Еве, јас сум отворен човек, никад у живот немам лажано, ако ме веруваш. Требаш да гостува една наша позната манекенка, но ради некои неоправдани неизини причини не гостуваше, така да затоа делот од таа специјална игра го тргнав, затоа само ќе одговориш на две, ама ептен контроверзни отворени прашања кои ако ми се наљутиш ќе те сватам, ама затоа што си професионалец, нема да ми се наљутиш, во тоа сум сигурен. Отвори си едно и одговори си го. Но заборев да кажам, ако не бре, две се само. Две се. Ако не го одговориш прашањето, не мораш и мораш да го прочиташ, а ако не го одговориш имаш предизвик. И предизвикот мораш да го направиш. Ако не, кафе нема у Метрополис. Марко, дали се загледуваш во други жени откако си во брак? Прочитај го предизвикот прво. Предизвик направи 5 склека. 5 склека не ми се никаков предизвик да направам, можам одма да ги направам предизвик, не да го одговорам прашањава. Дали Марко Новески се загледува во други жени додека е во брак со Цена? Искрено, ќе бидам булеш и ќе излажам, ако речам дека не загледам по други жени. Очите, какви такви мои векјори, полукјори, се за тоа. И загледам, не можам да останам равнодушен на убава жена која ќе помине покрај мене. Например, за Маја. сега, да, например Маја ве сега. Маја е секси пилна. Да, морав, ја загледав, затоа ти ова прашање ми го после толку се примети дека загледав. Од дупе ја гледаше затоа. И од друго. Да, Маја е надарена. Не се каѓа не растепа. Не руши, навикната е. Сега за сега не ми промрчала ништо за тоа. Да? Ќе видиме за понатаму. Можда нема Онака, фата, знаете, да се издадо. да се фатите за рука, се шетате низ град, покрај тоа што имаш фанови. Марко, се сликаме! Добро знам да си И, например, рака да се загледаш со некоја гледам да не со сум добро толку дупе. селек. Гледам да не сум до толку селек, до толку Да, приметив, да сум да, пробам да, рака со врв ногце, демек па нешто, демек барам некој другар да видам. Така. Чека бе, што? Се правиш луд со сила? Не, како ама ја добро. од диско, например, седам со некои спонзоруши и сега поминуваат и нели она гужва. Ја демек случајно ги фаќам за гъс. Као фора на фора. Кој ќе дојдеш и дека седи дели на овакво високо столче Да, бе, со да. јајца.
Так на голема шоферствата, тука мага, цак. Скоро сега пред некој ден идаме на позната журка и фаќаме на загъс, онака демек случајно, и оваа ми се сврти вика извини. Не уживај, викам не ми пречи. Извини се уште еднаш пичката материна. Така е, ајде се ми слуша едно ливче, последно ти е. Последно ми е. Да. Марко, дали си конзумирал некогаш дрога? Предезих, јави се на твојот другар и кажи му дека најголем педер и некаш веќе да го видиш во живот. Не, Марко, дали некогаш и двете ми се опасни да ги... Нема што да е опасно вака. Уопште не крием, дето од 90-тите сум, не знам, тогаш растен, сум конзумирал, сум пробал дрога. Да. Сум конзумирал, ајде, така нека види, табу можам да кажам дека скоро све сум пробал. Од други, и сега знам дека не треба. Така е, што не, им кажеме на... Растев така, животот ми беше порано, брз, луд, не бегав од ниеден предизвик, ај така ќе ги кажеме, дел од предизвиците ми беше и тоа, сакав да пробам многу работи во животот, си ги пробав, и сега сум си, тој што сум си, знам кој сум точно, знам што правам, и тоа е. Брече. Настинат си. Настинат Не, шала на страна. Ова колку да е забавна, смешна и откачена емисија, сепак тука морам малце да бидеме сериозни на оваа тема, дрогата е штетна. Така е. Јас сум голем поборник против тоа. Ако ми веруваш, за моиве 20, скоро 21 година сум бил во друштва и со политичари, и со најголеми клошари, и со бизнисмени, и со водители, и со шоумени, и со клошари, бизнисмени, овакви водители ние сме исти, така. Никад, имам видено све и свашта. Никад у живот немам проба на дрога. И никад не проба. Сериозно ти. Кувано до смрт. Сериозно никад не али дрога немам никад проба. Ја последниве 10 години ништо веќе, ни алкохол, по некој пиво ако се напијам, цигари откажав. Тачно, има еден бар на РР се вика у Дебар мало се наоѓа кај Клучна тека, ајде не го рекламираме. Ајде да. Август месец, да. Август месец 7 и те гледам со жена ти беше. Значи ја даваш столче да седне. Не, сега на шанк, да. И стварно пиеше пиво. Да, само пивце пијам, имаш ај се и тоа излажав. За свадбата се напив. Вискач, не, виски, ама во принцип ти викам, само гледам пиво да пијам, не пишам цигари, не конзумирам дроги. Си спортувам, да, исхраната ми е добра, се променив, тотално ме лајфстајлот смена, тотално луѓе што ме знаат. Дали имаше конкретна причина што те натера да, например, да посегнеш по тоа зло? По тоа конкретна причина, едноставно времето, брат, обкружувањето. Во 95-та за прв пат пробавме. Дали тоа те прави лабилен карактер? Па можда да. Може и да, нешто како вика. Ти си јарец со снагве, не ме заебавај. За целите кои што си ги поставувам и треба да се борам, уствари, за мојот континуитет стварно треба сам со себе да се изборам. Тука доаѓа таа јарчевата тврдоглавост, брат, дека ми паѓа ентузијазмот. На моменти ми паѓа тоа што викаш лабеле, па ќе ме удри ова, па ќе падна ми единствено што ме бута напред е тоа тврдоглавоста, дека сум тврдоглав многу као човек и јас сум познак јарец. Така да јас стварно од мал имам страф и мразам такви дроги, така да никој се не... Профи, многу ме драго. Еве ми сијама, јас имаме од Себајле, јас сум ептен расположен, така да никад. Ама мене тоа, после некое време, знаеш, сваќаш дека буквално ништо не ти треба освен самиот себе си за да биде среќен. Мислам, сега, ти требаат луѓето околу тебе, ама сам да кажам, нели, за да се носиш со се во животот, ти треба само ти... Тоа што си. Само на кратко, че на децава и на луѓе што не слушаат и не гледаат, што ќе им кажеш против дрогата? Што ќе не прави едно од оние работи кои што може преку ноќ да ти го заебе животот. Дали здравјето да ти го земе, дали здравјето на луѓето околу вас да го земе, дали парите да ти ги земе, како и да ќе ти земе нешто што многу ти значи во животот и ќе ти го заебе животот, брат. Затоа најпаметно е што подалеку од сериозно, од такви супстанции и од такви дилери луѓе како и да се вика, не знам, одиме со, ова тема не е ведра баш, ама дефинитивно поведра од претходнава. Кажи ми, кога се возиш у такси, добре, што се случи на кај Холидеј со таксистов? Има фрка. Не се возев со такси, тоа со точак, бе, брат. Со точак, извини, со точак. И као што, значи, девојка напоминуваше на пешачки и јас позади не со точакот, ама она само што... Ти угаси, ја загледам. Ја гледав угаси. Ама со дозволено кај Холидеј можеш, мислам, со велосипедска патека, да не мрчат се. Може се, така да веќе. Не, сериозно, еден од оние сум што вози точаци кај што нема обележано со црно, се симнам од точакот, ми се смеа другариве. И проаѓам пешки на пешачки. Така сум учен, така си го терам. Еве, да ги запазам, зашто нели викаат, него прави тоа што не се така, оствари како беше.
За сите промени Него почи прави да тоа него што прави не тоа ќе што тебе некој да ти го прават. Е, така. И тоа фала ти. Таа младоста, видиш, и брзината, и ведрината, и тоа е концентрација. Сепак сме учеле од најдобрите професионалци како тебе, значи таксистот ќе го ебе. Ке го све. Не, и тој ќе му удреше за малце падна во точак, нема вези, место да стане се да се извини, почнал одмасно му од кајдеш ти пичка, немате ли се напнав многу. Станав ќе се степавме за малце, нормално дојде одма 20 од дивине таксисти почна да га ламат. Имаше джандари од страна и како булеше некој, кога видоа дека се прави гужвата, си влегол кола и си отидоа. Не викам дека сите се такви, зашто имам многу добри другари, меѓу нив многу храбри момци, ама овие двајцава што беа, ако се препознавате, булеше едни, сериозно ме остави со 30 души ќе се тепав таму, ни крив ни дужа. Ама за среќа се уплашија на крај. Не знам дали знаеш, ај ти сме комши, ти си аеродромски фраер, како јас така да требаш да ми се јавиш ке ти помогнав, инаку бегам ја со такви работи, никош не сум учествувал во конфликти. Така да, слушаш што ќе те прашам, дали памтиш ти, а не памтиш сигурно, пред корона тајм, така нешто, кога почна короната, јас дете ми го имаш спасено животот. Да? Не. 8-7 саат се бајле, ти ги шеташ кучињата на Кеј. А јас се мупав од кучиња, тоа цела Македонија го знае. Ја мало од Вукало куќа се плашам. Ти твоите кучиња си ги шеташ и поминува уште две големи џукели, такви, волци. Ја на Кеј, дете корона, среднош бев. И поминувам онака, се шетам и кога ги видов кучињава ме гледаат и ти. А јас, нели, ти си звезда, те знам. Јас срам, не срам. Марко, викам, држи ни кучињава и бегам. Да, сега ми текна. А имаш уште страв од кучиња? Сакаш да го поминеш стравот? Сериозно? Не ќе го поминам. Некаш? Не ќе го. Ако сакаш, ако никој си расположен, ќе те сериозно ти кажам, со моите кучиња ќе ти помогнам. Дали си во тие организации за заштита на животните? Не сум помагам при акции некој кога има, ама не сум, немам време ниту енергија да се посветам. Ете, си вдомувам кога сакам некој куќа да спасам, си го вдомувам. Ја имам веќе 2 вдомено. Браво. Тоа е да се. Значи тоа те прави. Тоа те прави добар човек дефинитивно. Овој морам да те прашам исто така, помагаш и со хуманитарната акција, како беше со едно казино, кладилница. Со Моцарт пред некој време, не брат. Спомна. Ајде каре частта. Стај ти. Не, ајде ги ти кажа. Не, музичаров, виолинистов. Со него. Да, една кладилница обложувалница, како е. Ја ќе обичам ми се јавува, тоа ќе вика Марче. Може ли да направиме хуманитарен тикет, парите што ќе ако сте добитен тикетот ќе ги даеме за децата во детска клиника ќе дадат. Браво. Важи викам нема проблем, чиме за хумани дека у принцип сум и против коцкање, обложување, казине и таква работа, тоа мора исто да го расчистиме, како и против брзи кредити и света на што живее народов сега у задње време за жал. Има ли хонорари против тоа? И против точно, и ред други работи. Тоа што ми беше муабетот за хуманитарното и нема везе, пиша ми вика сакаш ти да пишеш тикет или ја? Мојом брат врска немам од фудбал, пиши слободно ти што се. Поминува добиран тикетов. Брат, наредниот ден ми доаѓаат луѓе, Марче, дај бе, пиши некој тикет, дај ќе ти дам пари уплати за мене. Гам, дали сте нормални? Врска немам од фудбал, живи се 2 минути, пун ми беше телефонот со пораке. Марче, дај бе, тикет, пиши за мене тикет, кажи добар си ова, добар си она. И така. Ја тоаш Марче стана. А што гледаш на пример навечер дома ако не гледаш фудбал? Што гледам? Со жена ми серии на компјутер. Моментално гледам се навратив пак да гледам смртоносно оружје серија. Добро. Да, профи ми. Да. Ја ќе мислел кој. А навечер нешто правите, размислувате да имате деца? Да, размислуваме, работиме на тоа. Работите на случај. Каков татко ќе биде? Каков татко ќе биде Марко? И се надевам дека ќе бидам окей. Да, забавен. Нема да бидеш она класика. Гледај брат, не знам. Ја тебе не може да замислам строг. Не може ова, не може она, дај она, направи она. Не заеба. Не учи се. Не може никај не ме сваќа сериозно, да. Учи, не, остајте, знаеш како е, за детето ќе му бидеш тој таткото си ти. Добро е, ама пак треба пофино. Не, ќе бидам. Едно што си имам речено е дека ќе гледам да не ги направам грешките што моите ги направиле со мене. Не грешеле многу, ама тие неколку грешки што ги не грешеле. Јас сум се грешел во животот, да расчистиме. Твоите како реагира на твоите грешки во животот? Доста родителски мора да признам, така ќе го наречам, значи од секогаш гледале да разговараат со мене, проблемот така да биде решен. Колку и они на моменти да имале некој конфликт меѓу себе, татко ми, мајка ми, да не правеле, може да се скарани, било што, ако сум бил ја во прашање или сестра ми,
се заборавало на тоа и се гледало да се реши проблемот. Како родители мора да кажам дека сега имам прекрасна мајка, до пред 20 години имав супер родители. Да. И да ги поздравам моите кои што се прекрасни Голем родители. поздрав, да се чуваш. Да. Така е. Ќе се распрашам, ќе бе. Абе, 21 година ќе права. Генерација ми се твоите, не се Гајка ми тие. Нека година малце постарама генерација тие. Да, кога сме ке телевизиите, дали на онака знаеш да го гледаш твоето шоу кој моментално го снимаш, што е квизот листа за 300 на една наша гледана телевизија? Избегавам, брат, не знам, уште не се навикнав сам себе си да се гледам. Како дојде до таа идеја, инаку пред тебе ја водеше Дејан Лилич? Не дојдов ја, ми се јавија, брат, исто ми се јавија од дотичната телевизија. Како бе, Ристо не ми се јави на мене, бе. Знаеш дека ме одби? Да? Еве, јавно ќе кажам. Зашо? Наш заеднички близок човек, мој менаџер, спонзор, све ми у живот. Опа, нешто Да здраве, се среќна случува нова од година. режија, среќна нова година режија. Вика, дај бе, вика Давид да прави емисија. Давид е супер, вика. Ама Давид не е, вика, за ваква конзервативна, вика, телевизија како нашава. Да, не, сериозно. Да. Ја мислам дека тоа како прво имате едно правило да речеме не сме брада. Брада и бркови не сме да си Да ми го пушат. Ајде. Си видам дека одветили и тоа ти викам од сам старт ти зошто немаш потреба. Да. Баш ка со. Знаеш колку сум ружен без брада? Акреп. Мислам ја рака сум ружен. Ке те навикнат. Ке га мене навикнаа, со ти. Па добро. Еве, у Метрополис, ако не ми избркат, ја не идам. Не верам дека нема се случи, Нема, што сме во одлични... Да, Така ли е? готов тоа. Така. Кажи ми сега за листа за 300, дали си имал, например, некој учесник во квизот, кој онака ти иритирал, кој ти, например, си го знаел одговорот, толку било лесно прашањето, овој не го знаел, тебе ти иде да кажеш, шеви си, мајката, дај да завршиме што побрзо. Годините више работа ме прават да не сум толку Посмирен. Да, посмирен и да не избрзувам и сега ги чекам, ама има на моменти кога буквално баш ми иде да му кажам, друже, да бе, ама маса е одговорот, нема везе. Да. Разбираш. Кој е главен ја град и на видите- Македонија? Да, и седи тоа добре градови во Македонија ќе каже да речеме 3 и се си каже аман бе. Ајде и ти да сега да му ги кажеш, ајде идеме крива поланка. Демирка. Демирхица, ајде другара, ама џабе. Тоа е да има па ќе кажам, годините ставате искуство онака си направија приватно да да не те су... контактираат? Да, имам неколку ме контактираат. Имам неколку другарчија, голем поздрав до нив. Еј, супер, Да, браво. да. Ти си значи комуникативна особа. сум. А у Познак знаеш што си, тоа ме интересира. Не знам дали Шкорпија ми кажа нешто, не знам. Добро, Трежа ми дава некои знаци, окей, се разбираме. Кога сме кај квизот овој листа за 300, како што на пример ти на некој ајде фигуративен начин ги мачиш над преборувачите, ќе те мачам јас сега тебе со квизта знаење. А моје се лести у ПМ. Абе, какви лесни на лесни се паѓа секогаш, ајде. Наброј ми 2 града во Македонија. Аз се заебавам. Добре. Овој не. Кажи ми вака, имаш 5 секунди да го даваш одговорот. Значи јас ќе бројам режат, вие тука ќе ставите у монтажа некои како 5 секунди, тука негде ќе стојат у воздухот еве, не Да, чеве дека, ги. Овде се. Махни им. Еј, да би дутите. Да, 5 секунди имаш, јас ќе бројам, 5 секунди имаш, ако не го одговориш, губиш поен. Добро. Ајде. Овај фразата те сакам, каже на 3 јазика. Жетем, I love you и... Волим те дуа. Тоа ме тека, волим тебе стварно. Дете од Југославија сум. Ништо. Каде се наоѓа градот Хонолулу? И ова ја поема не знам. Хавај. И браво. Си бил? Не сум бил, а многу сакам да отидам. А во Америка си бил? Не. Она е така како што те гледам по стилот, она си е твој стил Да баш. тоа отпуста желба да отидам. не сум бил. Од која земја потекнува чајот? Кина мислам дека беше. Кина. Тачто, Да? тачто, Погоди. тачто, да. А понудени се Индија, Англија и Кина. Знаеш дека и мене ме збуни? Да, а не, англичани да бија, ама Кина. Кина мислам дека Да, почеа некаде да. 17-18 век мислам дека доаѓа во... И добар си. Да, Добар си. по-расширено, ама не сум сигурен многу. Историја да те прашам нешто? Пошто гледаме ги нешто тука векови ми збориш. Да, тоа сакам да се искручам само. Прашај, нема веза. Кажи ми, ајде, Карло Велики, дали знаеш кој е? Ајде, Карло Велики, да, крал беше на Франција или на шо беше? На Франки, така нешто. Топ си. Ајде едно естрадно прашање. Глумицата Јелена Жугич е првата, втората или третата поред сопруга на пливачот Александар Маленко? Јелена же трета.
Прва. Прва му е? Втора! Леле, моја грешка, втора! Втора пише. Првата му втора. беше Турунџиева. Турунџиева. Да, познано за нашата колешка. Губа поен. Најдобар и најглуп виц. Не, имам само вака. Еден виц имам што го знам и што го кажам, ако сакате ќе го кажам, и тоа е глуп, не знам. Ајде. Да, ово е и глуп и едини што го знам. Седи некој дечко дома, нема везе, врти по канали, гледа топ шоп, да. Так. Магичното раче прави се за вас, кога дадам све милиона раче. Да, бе, да. Гледа раче, вика, што е, Па да се го нараче. вика, така. Ама вика, ако може едно магично раче, нема проблем за недела дена да го скрата, му стига, так го вади, го гледа раче, и вика, да ти бам раче. Вика, раче, ако не иди направим едно кафе, фа. Иде, так му прави кафе, му носи, срми, вика, профи кафе, го гледа раче, раче. Вика, иди направи нешто за јадење. Иде прави тука јајцо, нешто кобасичка му носи, так късно е, леле, вика, профи се најалбаха, го гледа раче, тоа гледа телевизор од Делинско. Вика, раче, фати Делинското, врти по канали, врти, гледа по ни, чекам, вика, стои, вика, врати, так го гледа раче, раче. Вика, да го прави, раче, ајде, ако може да ми го фатиш, да ми го измаш, так, седи, леле, вика, уште некој да имаше да ми го испуши, Браво. Тој само овој вид го знам. Браво. Секој сме боли врат после ова. Значи го користиш и ти тоа раче. Марко Новецки беше, му ти реков, ми рече, фала ти уште еднаш, нешто за крај да не кажеш или Ништо, бидете ми живи, здрави. И среќна нова година и Ти сите реков ми рече, празници. subscribe и гледате. Така. Фала ви уште еднаш, Марко Новецки, шириме позитива на Инстаграм и Давидовски долна црта, ајкон фоловнима на Инстаграм и немаш фоловнато. Сериозно, срамо. Најсериозно, дорекаме фоловнова, ние кидеме негде на пијачка, Марко ке части многу нормално, а вие уживајте во ова празнично издание. Чао, чао. Metropolis, broj 1 radio mreža.